Верувам дека на голем дел од нас интервјуирањето за нова работа или проект не им е баш најпријатно искуство. И не секогаш станува подобро со време. Да бидеш добар програмер, софтверски инженер, девелопер, како и да сакаме да го наречеме, не значи дека ќе бидеш добар на интервјуа, без разлика колку години искуство имаш. Можеме ли да го подобриме? Апсолутно. Кариерата, бев на вистина ужасен на интервју. Ако добро се сеќавам, ме одбија првите 3 или 4 пати. Делумно беше прашање на карактер. Верували или не, се сметам за интроверт. Иронично, нели, с оглед на тоа дека снимам и YouTube видеа. Веројатно научив подобро да глумам екстровертност некаде по пат. Остатокот од проблемот беше неискуството и најважно разбирањето дека интервјуирањето е вештина сама по себе. Вештина што се тренира, што е побитно. И уште поважно, вештина што често е комплетно неповрзана со програмирањето, инженерството директно. Како извежбав мојата и ја надминав тремата и нервозата на крајот на епизода. И секако, like and subscribe! Тргајќи од стереотипот дека сме често интроверти и nerds, не е воопшто чудно дека интервјуирањето ни е тешко. Да напоменам, не мислам дека сме сите такви во професија, ама стереотипи често постојат со причина. Во секој случај, интервјуирање фундаментално се сведува на комуникацијски вештини и маркетинг вештини, барем по моето досегашно искуство. Со ова примарно мислам на нетехничките делови од интервјуата, или ако имаме multi-stage интервју или слично нешто. Кога зборувам за маркетинг, поконкретно мислам на вештината за себе промоција. Проблемот со второво е што барем од досегашното моје искуство equal parts art and science. Бара вежбање. То звучи малку проблематично, можеби, ама секако не е нерешливо. Ајде прво за комуникацијските вештини. Иницијалните интервјуа, често познати како скрининг, експлоратори интервјуа и ке најдете слични називи, најчесто се со нетехнички кадр, регрутери, HR и слично. Голем дел од нив не се многу длабоко запознаени или реално или заинтересирани за програмирање. Дополнително, овие интервјуа се повеќе на ниво на smoke тест. Идејата е да добијат некаква идеја за каква личност е кандидатот и можеби да оценат дали имаат основни познавања од тоа што се очекува од улогата. Но, ова речиси секогаш е многу површински и концептуално. Поентата е, на овие интервјуа треба да се продадете на нетехничко ниво, да се продадете. Што всушност значи? По најпрактична смисла да се продадеш како личност. Дури и за техничките прашања, сепак зборуваме со нетехнички кадар. Ова накратко значи зборување со самодоверба, зборување за себе без да звучиме надуено и пренесување на технички идеи на концептуален начин, без да навлегуваме во детали. Се со цел да не разберат, односно да оценат дека сме писмени за да не пратат после можеби на техничко интервју, доколку станува за multi-stage интервју. Збор. Под зборување со самодоверба мислам на неколку помали меѓусебно поврзани идеи и техники за комуникација. На прво место, концизно изразување без фаќање на многу тангенти. Guilty. Ова е најмногу апликабилно кога ќе добиете конкретно прашање. Например, кој ти е омилен програмски јазик? Одговорот на ова често е едноставен, па дури и да имате 5 омилени. Наспроти конкретните ги имам и отворените прашања. Например, раскажи ми за твојот последен проект. На ваквите прашања обично е добро да одите од точка до точка. Имено, разложете го прашањето во глава на помали прашања што би биле од интерес за да го одговорите целото. Која технологија користев на проектот, која ми беше улогата, како ми изгледаше работата секој ден, кои процеси ги користевме и така натаму. Одговорите на овие прашања исто така треба да бидат концизни без фаќање на тангенти. Генерално. Но сепак раскажувате приказно, storytelling како скил. Идеално би било да се поврзани меѓу себе, за да звучи како некаква целина. Малку за сигурноста во себе при изразувањето, односно тремата. Имате на памет дека кога одговарате на прашањата за сопствените искуства, вие сте авторитетот. Вие знаете на какви проекти сте работеле, вие знаете какви мислења имате. Ова ќе биде различно за сите. Мене лично реализацијата дека кога зборувам за себе, сум во авторитативна положба, направи голема разлика да звучам посамоуверено. И сега, оваа паричка има и друга страна. Премногу самодоверба значи дека ризикуваме да звучиме арогантно, што не е баш добра работа. Затоа внимателно, задржете ја скромност.
Авторитет не значи дека знаеме апсолутно се на светот, туку имаме само нашата перспектива и мислење на еден одреден ќош од проблемите што ги решаваме секојдневно. Последната точка за објаснување на технички концепти на нетехнички начин е повторно заради тоа што разговарате со некој што не е од вашата бранша и покрај тоа што работи во вашата индустрија. Најверојатно има некакви познавања, ма дефинитивно не е тоа до ниво да можете да разговарате за код. Најчесто тука бараат клучни зборови. Дали се поклопувате со фреймворкс, технологија, алатки, методологии за тестирање и слично. Површно, се со цел да поминете на така наречениот smoke тест, како што кажавме на почеток. И покрај тоа што фокусот на овој дел од епизодава е на скрининг интервју, советите се генерално апликабилни на сите интервјуа каде што би разговарале со примарно нетехнички кадар. Според тоа, како погенерален совет, најдете начин со кој што ќе можете на технички теми и за вашата работа да разговарате со луѓе што не се технички потковани. Може многу да ви помогне во текот на кариерата и прогресот понатаму. Во контекст на интервјуирање, кога зборувам за маркетинг вештините, според мене, зборувам за тоа како ќе спакувате одредена информација и како ќе ја пласирате на тој што ве слуша. Можеме да го гледаме и како sales pitch на некој начин. Имено, тоа што гледано од аспект на фактичка состојба е работе во тим во кој што се работеше full stack апликација за што и да е. Запакувано убаво, може да звучи како заедно со тимот направивме апликација што на фирмата и донесе нови клиенти. Звучи чизи, да, ама е корисно. И не е нешто што се учи преку ноќ, туку бара активен тренинг. Мене секако не ми дојде природно, туку ми требаше многу замарање. Но како практичен совет, размислете не само за фактичката ситуација, туку кој е вредноста што сте ја донеле, односно постигнале за другите со вашата работа. Ова може да бидат многу различни нешта. Профит, клиенти, добар фидбек, водење на тим, од ваши колеги што се задоволни од вашето водство и така натаму. Прашање е примарно на перспективата и со кого разговарате од другата страна и според тоа адаптирајте го тоа што би било вредност. Размислов дали воопшто да зборувам за техничките интервјуа, од една страна зашто е hot topic и луѓе знаат да бидат дури навредени од мислење на други луѓе. Исто така темата е на вистина длабока и мислам дека заслужува можеби и серија на епизоди, оставете ми коментар ако ви звучи интересно. Сепак, за да не ја изоставам, мислам дека без никаков сомнеш, популарната реченица hiring is broken е точна. Нема дискусија. И ово кажам како некој што бил многу пати од двете страни на фигуративната маса за интервјуирање. Да разгледаме неколку чести типови на технички интервју. Прво место сакам да го фатам така наречениот lead coding. Lead coding според мене е сигнал дека кандидатот добро знае lead coding. Не ми кажува многу за тоа дали всушност е добар за позицијата за која што интервјуира, освен ако него не мувате за lead coding очигледно. Сепак, најдобар начин за да се спремите за ваков тип на интервју е да си ги повторите основите и да вежбате на некој од онлайн платформите. Поконкретно, последен пат кога се спремав за вакво интервју ми се чини дека користев HackerRank, Stumbling. Има уште многу такви платформи, најчесто се бесплатни, сепак, колку бинарни дрва и да избалансирате на самата работа, најверојатно ќе менувате бојна копчиња. Тоа е повеќе коментар за стетот на интервјуирањето, него за нешто друго. Вториот тип е задача за дома тип на техничко интервју. Тие се според мене подобри, во зависност од задачата што ви ја дават, секако. Ако е реалистичен еквивалент на тоа што би го работеле секојдневно, сосема е фер. Најдобар начин да се спремиш за овие е да работиш со дадениот стек, макар и со најосновните to-do апликации или еквивалент. Основно познавање на стекот ќе ви направи голема разлика во брзината со која што ќе го решите овој тип на интервју задача. А често мерат и брзина или ви дават некаков временски лимит, така да во ваш интерес. Pair programming интервју, се почесто ги гледам, се слични како задачите за дома, со таа разлика што скопот е помал. Најчесто траат саат и пол. Идејата е да решите мал сегмент од апликација, да речеме форма, и тоа го правите во пар со некој од фирмата. Поинтерактивно од задачата за дома, помалку време одзема, ама за многу од нас е постресно. Причината е едноставна, има некој што фигуративно ви седи над глава. Тоа секако знае да ја направи трема и нервоза кај некои кандидати. Начинот за спремање на овие е сличен како и задачите за дома, познавање на стекот. Макар и да се тривијални апликациите, секако ќе ви помогнат подобро да го запознаете целиот стек. Последниот тип што ќе опоминеме се така наречените муабет интервјуа, каде што само разговарате за претходни искуства со тој или тие што ве интервјуираат.
Кај овие апликабилно е се што зборував за интервјуата со нетехнички кадар, со исклучок на плиткота на техничките објаснувања. Овде секако сакате да навлезете повеќе и да се воспоставите како некаков авторитет за тоа што ве прашуваат или го дискутирате. Сепак, без разлика на каков тип на техничко интервју ќе ви се падне, и тука комуникацијските вештини се битни. Се што спомнав за прецизност во изразувањето кога зборувате со нетехнички кадар е апликабилно и тука. Дополнително, слушајте активно и адаптирајте се според реакциите на тој што ви интервјуира и неговото разбирање на нештата. Не секогаш користиме исти јазик и изрази за истите нешта. Сепак, реалноста е дека колку и да се спремаме, исходот не е секогаш позитивен. Има многу фактори што се надвор од наша контрола. Веќе снимив една епизода што ја начнува темата, таа за влегување во IT, ќе оставам линк во некоја картичка тука и во описот. Но нека не ве разочарува тој негативен исход. Сите поминуваме низ истото. Особено нели кога пазарот е таков каков што е многу често оправдание за што и да се случува денеска. Мојата трема и страф од интервјуирање надминав со тоа што одев на сите интервјуа за кои што ќе ми исконтактира, без разлика дали ми интересираше работата или не. Дури на некој сам се пријавив. Ова траеше околу 2 години. Низ кои бев на повеќе од 30 интервјуа. Пишував и кратки белешки, после секој од нив ги читав за да се подобрам на следното. Поентата ми е тренирајте интервјуирање, тренингот е многу битен. Ништо нема да ве спреми како hands-on experience. И тоа не мора секогаш да биде во некој реалистичен сетинг ако ви е срам на почеток. Замолете колега да ви помогне да симулирате интервју. Замолете некој рекрутер да ви помогне со истото. Има многу начини за да вежбате без директна изложеност на вистинско интервју. Ви благодарам што гледавте, ви благодарам и за секое споделување, лайк и сабскрајб. Се гледаме во четврток.